Почитувани гледачи, добро вечер во уште една дебата на телевизија Нова. И овој пат тема специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева како специјален јавен обвинител, начинот на кој оваа институција работи, пристрасно или непристрасно, сето она што е актуелно деновиве, презентирањето на извештајот во собранието, денеска во Советот на јавни обвинители, новиот предмет, новата истрага, новото досие наречено Трезор, кое што денеска го презентира Јанева и незините соработнички, околу тоа дали и колку Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство влева доверба и ги оправда очекувањата изминатиот период од формирањето до денеска. Вечерва во студиото на телевизија Нова со мене се господјата Солза Грчева, независен пратеник. Добро вечер и добро дојдовте во телевизија Нова. И господинот Виктор Цветковски, адвокат и генерален секретар на Гром. Добро вечер и за вас. Ви благодарам што прифативте да гостувате во телевизија Нова. Добро вечер до вас и гледачите на телевизија Нова. Секако ни е задоволство. Денеска гледаме дека оваа тема, буквално сите дневници на електронските медиуми беше топ тема, така да сметаме дека вечерва ќе биде интересно и за гледачите да поразговараме на таа тема. Пред да преминеме и на она што е најактуелно од денеска објавениот нов предмет од СЈО, прашање за двајцата, веќе започнам од дамата. Дали сметате дека СЈО изминатиот период од формирањето до денеска ги оправда очекувањата и причината за која што е формирано и во смисла на начин на работа на целата институција и Катица Јанева како профил на обвинител кој што раководи со институцијата? Да не заборавиме дека специјалното јавно обвинителство беше производ на еден политички договор и низ таа призма мораме да ги гледаме работите. Ако објективно на некој начин од дистанца, поготово оние кои што се правници ја ценат работата на ова специјално јавно обвинителство, тука мислам дека ќе имаат многу што да кажат. Повеќе би рекла на негативната страна, бидејќи се уште немаме судски пресуди, времето изминува за подигнување на обвиненија, знаеме дека по законот за специјално обвинителство тој период е само 18 месеци. Но како граѓани, еве јас како пратеник, кога ја гледам работата, можам да заклучам дека иако се инсистира на некаква транспарентност во работењето, секако транспарентноста не може да биде дефинирана со вакви сценски настапи што секојдневно ги гледаме од специјалното јавно обвинителство и мислам дека неговата задача не е да проектира некаков имидж кон граѓаните, туку напротив, да правосудниот систем, кој што евидентно беше расклиман, да го доведе на некој колосек. Тоа беа очекувањата, значи да почне да се занимава сериозно со сериозни предмети и се разбира некоја стратегија во тој опфат на предмети. Сега она засега што го гледаме е дека се процесираат од помал ранг предмети кои што само велам се предмет на еден сценски настап. Ние не видовме се уште за жал некој сериозно обвинение од оние сериозни индиции кои што имаше можност да ги чуе јавноста. За самата Катица Јанева јас многу отворено кажав уште на седницата лани кога го гласавме обвинителството и Катица Јанева дека незиното CV, незиното немање на референции од областа на организиран криминал не ми дава за право да кажам дека ќе имаме еден јак обвинител, какви што сме гледале, впрочем во многу земји. Ова не е наша специјалност, само Романија. Ја знаеме обвинителката Ковеси. Јас немав таква надеж и за жал ми се потврди тоа дека сум имала право што единствено од целата сала не ја гласав господјата Јанева. Уште повеќе, верувам ке стане збор за тоа во текот на емисијата. Она што го гледа во собранието овие 3 дена, оние 3 дена кога таа беше присутна, мислам дека Македонија требаше и мораше да одбере посилен, појак човек, човек кој што на вистина ќе може достоинствено да се однесува
непристрасно, да не проектира кон јавноста пристрасност кон една или кон друга страна, тоа секако не ни треба, бидејќи тоа веќе го имавме. Значи, ова обвинителство требаше да биде нешто различно од оно што веќе функционира, тоа е јавното обвинителство на Република Македонија, но се надевам дека понатаму ќе имаме можност повеќе да зборуваме на таа. Ќе збориме и за настапот во парламентот. Цветковски, вашиот впечаток за изминатиот период за СДО и за профилот на Јанева? Значи, еве ќе тргнам од еден став кој што граѓанската опција за Македонија го изгради уште на самиот почеток, кога почна политичката криза во Република Македонија со објавување на незаконски следени разговори и така натаму и комуникации. Од самиот почеток граѓанската опција за Македонија се спротистави на вакво решавање на политичката криза преку формирање на едно вакво специјално јавно обвинителство, од причина што сето тоа беше многу на брзина. Како што кажа и господја Грчева, значи исклучиво како резултат на политички диалог, разговор на одредени политички субјекти, што е една од првите аномалии на формирање на ова тело. Значи, пред неколку дена имав средба со представници на ОПСЕ во Република Македонија и на едно прашање ми дадоа многу јасен одговор. Дали знаат друг пример во Европа, било каде што стои во закон дека еден закон се носи и одредено тело се формира со претходна согласност на 4 политички партии. Значи, кој овде си зеде за право да 4 политички партии ги суспендираат сите други легитимни и избрани? ГРОМ е една од ретките политички партии која влезе во собрание непосредно со своји кандидати, изгласана од граѓаните на Република Македонија. Имавме можност да присуствуваме во овој мандат, значи на собранието преку наш представник, но не може да забораваме дека во политичката битка влегоа и многу независни кандидати, влегоа политички партии кои реално, ако гласовите и мандатите односно мандатот кој им го даваа граѓаните, не знам, ВМРО Народна партија, Достоинство и уште многу други кои што не обезбедија своји представници, да не ги заборавиме неопределените, да не ги заборавиме кои што од револт не излегуваат, да не ги заборавиме сите оние неважечки ливчиња, и ако тој квантум на гласови го погледнеме, ќе се види дека не е мал во споредба со сите оние 4 политички партии кои дали. И некој си зеде за право во соработка со меѓународните представници да суспендира, буквално да суспендира волја на граѓаните во Република Македонија. Од тие причини ние како ГРОМ се спротиставивме на вакво решавање на политичка криза. Посебно што сме дел од тоа собрание, од тој парламент изгласани од страна на граѓаните. Тие аномалии веќе од самото формирање на соносење на законот се покажаа, и се покажаа преку неколку сегменти кои што ние упорно, значи, ги потенцираме. Дури јас сум еден од ретките кој што има и личен пример во оваа битка со специјално јавно обвинителство и сум еден единствен кој што поднесе кривична пријава против правното лице Социјалдемократскиот сојуз, неговото одговорно лице и овластеното лице кое ги објави разговорите, и сум единствен кој што се уште ја води таа битка, и со специјалното јавно обвинителство дојдовме во ситуација да моето уставно загарантирано право во член 15 од Уставот на право на жалба на секој јавен орган кој што ќе ми донесе одредена одлука, тоа беше специјалното јавно обвинителство ми го одзеде правото на жалба гарантирано со Устав на нивното известување дека сепак мојата постапка, кривична пријава и мојата правда да ја истуркам со приватна кривична тужба, а не онака како што законот и дава за право, ја утврдува стварната надлежност на тоа обвинителство, дека е должно мојата постапка за објавување на разговорите и кривична пријава што сум иницирал да ја реши. И веќе тука гледате одредени аномалии, значи го суспендира правото на жалба. И сега
гледате, малку се 18 месеци, бара промена на законот во делот на рокот. Но има практичен пример, имам огромен број на документи, кои што и тие ги има, и тие ми ги донесоа како надлежен орган, првим прифатија, воспоставија стварна надлежност, за потоа, за 40 дена после Нова година, некој веројатно да и каже дека таа против СДСМ кривична пријава и Зоран Заев треба да ја туркам преку приватна тужба, а не да тие како надлежен орган со законот ја спроведат. Плюс тоа дојде во ситуација да специјалното јавно обвинителство предходно основно јавно обвинителство ми ја отфрла кривичната пријава со образложение дека треба со приватна тужба. Вишото ми донесува одлука со која треба да продолжи таа постапка и јавното обвинителство во Куманово да продолжи со постапката. Во меѓувреме се донесе законот, се формира специјалното обвинителство и нормално основното јавно обвинителство ги доставува комплетно предметот до нив, за да воспостави стварна надлежност Катица Јанева и незиното обвинителство, за потоа за 40 дена да каже извинете, се шалевме, продолжете си приватно. Апсолутно се сложувам, на крај доаѓа тоа, значи, кога веќе нешто е формирано, направено, и ако нешто веќе претходно сте критикувале, доаѓате во ситуација дека тоа што го формирате треба да биде многу подобро. Значи, сега доаѓаме во ситуација да го видиме личниот капацитет на јавната обвинителка и да видиме дека таа реално не може да одговори на оваа позиција. И можеби тоа е персонално и тоа е можеби најмалото зло во целата оваа работа. Ако збориме, сите ние сакаме правдата да излезе на површина, сите ние сметаме и се залагаме кон тоа да во Република Македонија завладее правото апсолутно, но реално ние подсвесно ги уриваме темелите на Република Македонија. Воспоставуваме паралелен систем и тоа е уште втората причина зошто сме против формирање на вакво јавно обвинителство. Формата на брзина, онака како што беше направена, е апсолутно погрешна и ГРОМ е еден од тие субјекти кои што се залага и пропагира дека реално ова се коси со Уставот на Република Македонија. Јас и како адвокат апсолутно стојам на тој став и имам аргументи и сум подготвен апсолутно со сите оние кои што сметаат дека специјално јавно обвинителство вака формирано е уставно, може да дебатираме и дузина на аргументи да дадам во одбрана на ставот дека ова јавно обвинителство се коси со Уставот на Република Македонија, спротивно на Уставот и ги урива темелите на Уставот на Република Македонија, и ако на тоа се додаде вака формирано специјално јавно обвинителство со оној паралелен систем на извршната власт која што се заговараше со истиот политички договор од Пржино, на министер, па на двоен министер, па на заменик министер, па сето тоа и тој паралелен систем на долгорочни стази Република Македонија ја доведе во една незавидна ситуација и веројатно овие избори кои што не знаеме кога ќе се одржат, ќе покажат дополнително други аномалии кои што овој договор ги направи на ваков начин на решање на политичката криза. Ќе се сврдеме и на Пржини и на конкретниот ваш случај со специјалното јавно обвинителство и еден од оние разговори во кои што бевте споменати, господи Грчева. На почетокот при она идеја за формирање специјално јавно обвинителство имавте малку поинаков став од овој кој што го презентира Цветковски, имавте оптимизам дека ќе профункционира соодветно специјално јавно обвинителство, но она што го споменавме пред емисијата во собранието каде што сте и вие пратеник, деновиве имаме ситуација на тоа собрание кое што и даде можност на Јанева да работи и го формира најголемите партии кои што дебатира во Пржини, во клуб на пратеници, зашто и Цветковски не се согласува, да се доведе во ситуација таа Јанева да му рече на собранието вие сте нелегитимни и ми се создаваат милион обструкции на патот на изнесување на правдата на видели. Тоа беше еден многу чуден настап на господјата Јанева. Верувам дека од сите партии луѓето, пратениците останаа зачудени. Едни се разбира позачудени од другите.
Меѓутоа, тоа беше еден настап на инфериорен човек. Човек кој што некако вон своите способности добил една највисока функција и сега не може да се справи со таа функција на прав начин. Таа го напушти собранието, велики дека повеќе не влегувам. Ја разбирам и последната неизина не постапка, туку една реакција спонтана, бидејќи навистина почнаа да доаѓаат и многу невкусни прашања од говорницата. Морам и тука да кажам дека тоа се случи последниот ден. Но знаете, ако вие имате јавна функција, ако сте на толку високо место, па сега ние сме имале барем 30 пожестоки дебати во тоа собрание и со сите представници на власта, поготово опозицијата силно напаѓа, вие морате да се справувате со такви предизвици. И не можете да паѓате на првото по вас лошо прашање, да речете ја напуштам арената и веќе не доаѓам. Тоа со легитимноста што го велите беше многу чудно. Знаете, таа уште веднаш на говорница прво не го изложи извештајот. Воопшто не стана збор за извештајот. Туку нарача изгласување од истото тоа нелегитимно собрание на 3 закони, односно имавте документ кој продолжување. што треба самите да го анализирате и само барање од специјалното обвинителство? Ние имавме документ кој што се разбира, го анализиравме, но тој документ е недоречен, тој документ е мал пред се, тој документ му недостигаат важни моменти, како например финансиски извештај, како например што е стратегијата за работа, што се точно сработило во изминатата година, зошто, кои биле вистинските обструкции, да не бидат, да речеме, магловито изнесени, имав обструкции. Да, кои биле обструкциите на кои што наишло ова обвинителство. Значи, еден полн со фрази извештај и ние очекувавме како пратеници со полно право, не заради нас, туку заради граѓаните, преку нас граѓаните фактички се информираат, да таа изнесе повеќе работи кои што се врзани со извештајот. Таа категорички одби да даде дополнителен финансиски извештај, бидејќи овој практично не е финансиски извештај. И така натаму, значи, покажа една немок да се справи со претеничките прашања, што може би некои беа зачудени, јас не бев, бидејќи ваквото неизино однесување го антиципирав уште пред 1 година и реков, извинете, подршка ќе дадам за специјалното јавно обвинителство, но Катица Јанева сепак не ја гледам на чело на таа функција. Но да не заборавиме, значи, тоа е веќе реалност. Специјалното јавно обвинителство работи, функционира во Македонија и треба да му се даде шанса да навистина нешто сработи. Во нови есенски настапи тоа навистина е една, беше наречено проблесок, но некој искрена надеж на луѓето кои што не веруваа во правосудниот систем, кој што делуваше доста селективно. Да не заборавиме дека ние имавме на 2-3 недели некој казнет новинар или медиум или било кој за душевна болка предизвикана. Сега тие предмети со молскавична брзина се процесира, додека индици за вакви криминали кои што се изнесени во тие така наречени бомби си седеа мирно кај јавниот обвинител. Значи, делот јавноста очекуваше еден сериозен пристап, да се одвои она што е шпекулативно во тие разговори, да се одвои приватното од тие разговори. Меѓутоа, не гледам дека јавното обвинителство специјалното одговори на таа задача. Како може да одговорило кога ние се уште не знаеме кој прислушкува после цела 1 година? Не знаеме, тоа е витално прашање, тоа е основно прашање. Зошто? Со каква намера? Дали се платени тие разговори? Дека слушавме и тоа. Како стигнале во рацете на опозицијата? Дали е само власта или и опозицијата е прислушкувана? Ние немаме основни одговори. Понатаму, како се уште протекуваат прислушкувани разговори по медиумите, по социјалните мрежи, на YouTube. Мислам, тоа е недопустива работа. Имавме случај да наша пратеничка беше изложена на столбот на срамот,
таа тврдеше дека тие разговори се монтирани, тие разговори се уште не се отклонети. Значи, напротив, имаме како нови и може нови излезени? Значи, како може сериозна институција како специјалното јавно обвинителство да не ги решава овие работи? Имам чувство, практично имам чувство, и не само јас, туку голем број од граѓаните, дека тоа е некако како некоја ореова лушпа која што плива по морето и плива во некакви политички води кои ја лулаат таа лушпа. Тоа не е еден чисто, да речам, дел од правосудниот систем, туку навлегува во политички, дури би рекла, политикански води. И тоа она што смета. Значи, ако си ја тера работата онака како што треба и ако финишира со некакви пресуди или отклонување на сомнеш на многу луѓе кои што се таму назначени во тие бомби, во прислушкувани разговори, во тој случај ситуацијата би била поинаква. Сега за сега, значи, не може да се добие впечаток за некоја сериозност и професионално, за жал. Цветковски, имавте ли можност да го разгледате извештајот кој што беше доставен до собранието од страна на специјалното обвинителство и мислите ли дека премногу политика се има заплеткано во работата на СЈ? Да, имав можност, секако пратеникот на Гром ми ја даде таа можност, имав прилика да заеднички разгледаме дел од извештајот. Значи, ова во контекст што претходно и господин Грчев спомена, значи, во заклучоците на извештајот, значи, самата јавна обвинителка има наведено дека основна цел, дури ќе цитираме прегледачите, на ова јавно обвинителство е да утврди кој на кој начин и за чии какви цели вршел незаконито прислушување во периодот од 2008 до 2015 година. Основна цел во заклучоците. Ова јавно обвинителство е формирано веќе година дена. Доаѓаме во ситуација да таа основна цел за година дена сите ние во Република Македонија сакаме да слушнеме кој е тој што се дрзна да не слуша сите во Република Македонија. И основна цел на ова јавно обвинителство е првенствено да тоа го истражи, виновниците да ги утврди, да ги изведе пред суд и да тоа го докаже кој, зошто и кои се целите што ги сакал да ги постигне со снимањето. И година дена упорно бега од таа цел. И сега нормално успеав да разгледам и тоа во извештајот. Дела за кои ги терети осомничените се насилство, фалсификување на исправа и така натаму. Каде е основната цел која што самата има утврдено? А ја дава во заклучоци за нареден период. Па вака не е 18 месеци, 18 години нема да и бидат доволни на ваков начин и со ваков пристап да господја Катица Јанева излезе пред граѓаните на Република Македонија и да каже органот кој го раководам, јавното обвинителство, не е специјално. Во ред, граѓаните сака да го чувствуваат за специјално, воопшто во називот не е специјално јавно обвинителство, но ете, граѓаните буквално излезе вокабуларот и овој назив на самото јавно обвинителство, но апсолутно во ниту еден момент она што го очекуваме сите во Република Македонија да ни утврди ова обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникации, да ни утврди кој не снимаше, зошто не снимаше, која била целта да не контролира, да не уценува, да злоупотребува, да дискриминира и така натаму. Тоа го чекаме сите во Република Македонија. И веројатно да така пристапи, и апсолутно се сложувам со тезата која што беше кажана, дека не настапува професионално и никого, барем мене, не може да ме убеди дека е професионалец во функцијата, дури која ја застапува, дури јас искрено во некои одредени моменти, кога се формираше и кога се заговараше вакво јавно обвинителство, сметав и искрено и се уште сметам дека ретко кој професионалец докажан ќе се нафати, говорам професионалец, не политичка фигура која ќе дојде да одработи за некого. Значи професионалец кој ќе се фати и ќе знае со што се фаќа реално, затоа што од разговорите можевме да слушнеме секакви работи и тие требаше да се испитаат.
И за такво нешто треба реално професионален кредибилитет, знаење и карактер. Ние овде ниту знаење видовме, нити карактер видовме, нити професионален кредибилитет за овие година дена. Значи, ја можам да ги сватам одредени поединци кои се обидуваат се тоа да го прикажат како атак, треба разбирање, треба време да и се даде и така натаму. Значи, Република Македонија со многу надеж ги очекуваше сите овие пред се ангажманот и работењето на обвинителството и обвинителите внатре во ова обвинителство да даде резултат и да видиме што ќе излезе од тие истраги. Овде моментално, верувајте, буквално, веројатно во една прилика некој од политичките структури, сега не ме држите за збор, не би можел да се сетам, вели на една страна вика СДСМ го има јавното обвинителство, власта го има државното обвинителство и вие доаѓате во ситуација да надежите кои што биле, ако ова било државно обвинителство и под наводници дека власта го контролирала, доаѓаме во ситуација да видиме дека денеска тоа јавно обвинителство специјално кое беше формирано со истите тие обвинители кои сите беа обвинители по основните обвинителства во најголем дел во Република Македонија, сега доаѓаат во ситуација да тие влегуваат во одредени политички структури, верувајте, реално, значи мене не може да ме убеди господја Катица Јанева, која е причината од правен аспект што предметот и пријавата која лично сум ја поднел не го зема во работа. Освен политички мотивирани да веројатно го заштити СДСМ или некој поединци од таму. Така да сметам дека ова јавно обвинителство апсолутно не ги оствари очекувањата кои што македонската јавност пред се, оние кои што сакаат во Република Македонија да живеат, на кој Република Македонија ние се, кои што си ја чувствуваме како татковина, сакавме ова, можеби, пред се разговорите од тие и снимените разговори и самото снимање неовластено да најде свој правен епилог и затоа Гром од самиот почеток, да, правна разврска секако, без амнестија, ако се сеќавате, бевме и партија која се спротистави на помилувањето од страна на председателот и апсолутно правна разврска да знаеме кој се дрзна да не снима во Република Македонија и да одговара пред надлежните судови во благодарам за овој дел од дебатата. Само додиме на кус блок реклами, па се враќаме повторно во студиото. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме за кратко. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото со гостите Грчева и Цветковски. Грчева спомна Цветковски пред рекламите државно, односно републичко обвинителство и специјално. Имате ли впечаток дека некој политички блок во држава ги контролира едното и другото? Па, спомна колегата дека ако го земеме државното јавно обвинителство, дека е експонент фактички е во рацете всушност на владеачката гарнитура, тогаш логично се прави таква една аналогија со специјалното обвинителство и врската негова со опозицијата. Конечно, тоа таква слика проектира. Значи, нескриено проектира таква слика, тоа го гледавме од собранието. Дали обвиненијата и пријавите се слика за тоа или некоја си аналогија, ако едни го контролираат едното, другите друго? Па знаете, по мене опозицијата не требаше така во собранието, да речам, отворено да се стави на страна на специјалното јавно обвинителство во услови кога едните пројавуваат, да речам, интерес за многу детали од работењето на обвинителството, во немокта на Катица Јанева да си го испрезентира сопствениот извештај, СДСМ се појави како презентер на незиниот извештај и на незините предмети. Што по мене не беше, да речам, и политички издржано, бидејќи тие треба да покажат исто така една дистанца. И тие требаше да покажат, да прашаат разни одговори и ним им должеш.
зошто се должи со разни предмети, за кои што очекувавме дека брзо ќе бидат процесуирани. Значи, и како опозицијата имаше што вистински да ја праша Катица Јанева, тие пропуштија таа можност. Токму за да се избегне оној впечаток на пристрасност. Да се избегне, ако ништо друго, да се избегне таа врска која што се направи еден на еден. Но ја имам едно друго мислење. Пред малку се зборуваше за тоа дека, и со тоа сосема се сложувам, дека прво беше еден дефектен процес. Тотално дефектен, нетранспарентен, неинклузивен процес, само со 4 партии кои што апсолутно не се репрезенти на целокупното население во Македонија, и испорача поголема партизација во сите своји решенија од она што претходно го имавме. Значи, вие се имате едно адхок тело, партиско адхок тело, кое што треба да контролира медиуми. И сето тоа под покровителство и на Бели и на Орав, без никакви забелешки. Тоа сум изненадена, право да ви кажам, бидејќи тие развиени демократии од кај што они доаѓаат, не би си дозволиле на овој начин да бидат решавани проблемите. Понатаму изборниот законник, каде што тие убаво братски си го поделија медиумскиот простор. Значи, икс решенија, сите решенија не водат практично кон суштински поголема криза, кон поголема општествена криза, не само политичка криза. Таков производ мене ми е и ова специјално јавно обвинителство. Ова нејзина очигледна инфериорност, која што не може да се покрие, пазите, со никакви бранења, со никакви наслови во опозицијските медиуми од типот Јанева ги расчеречи пратениците. Далеко од тоа. Далеко од тоа. Никој не беше расчеречен. Таа напушта и сцената. Значи, незината инфериорност ми се чини дека им одговара на сите четворица. На сите четворица. И многу ме интересира дали ова навистина ќе води кон некаква истерување на правда, што би сакала да го видам. Тоа неколку пати сум го рекла дека ако нешто го тангира секој човек во Македонија, во една сиромашна Македонија, тоа е направен криминал со нивните пари. И тука не би требало да има никаков компромис со тоа. Но многу ме интересира дали ова јавно обвинителство има намера, цел, можност и задача, конечно, како политички производ, да ја истурка работата до крај. Значи, јас тука имам голема недоумица и голем прашалник. Треба ли да му се даде простор на специјалното обвинителство, оној дополнителен кој што го бара за покривање обвиненија и оние барања за измени во законот за заштитени сведоци, имајќи го предвид вашиот став дека воопшто не требало ниту да се формира специјалното, меѓутоа го имаме реалност без оглед уставно или неуставно. Само една мала дигресија, па ќе одговорам и на ова. Значи, да не бидам погрешно интерпретиран, не би сакал, сепак за македонската јавност не следи, во делот на јавното, државно јавно обвинителство. Значи, во правната доктрина е многу јасно дека државата е таа која е штитена во казнените предмети во кривично-правната област од страна на државното обвинителство и е многу легитимно да политичката структура која ја води државата да преку тој механизам ја штити државата од криминогените случувања, действија, кои што буквално проценката ја прави до каде, колку и со какви казни ќе се справи. Од друга страна, во граѓанската област е државното правобранителство. Проблемот и тезата против која ние како политичка партија се бориме, што во Република Македонија еден таков систем поставен, политички систем, некој се обидува да го руши. Како во делот на правосудството, така и во делот на извршната, дури и на законодавната власт. Значи, буквално трите власти, трите столба на еден политички систем, на едно државно уредување, доаѓаме во ситуација да некој ги руши свесно. И тој паралелен систем, што нормално владата да преку именување на државниот обвинител, затоа што била легитимно изберена преку своите представници во собранието. А овде имаме со политички договор на 4 луѓе да ни заговараат паралелно обвинителство која не почитува никако. Нити
државниот обвинител, ниту собранието, ниту сите други институции, гледаме во извештајот, се повикува дека не и се давала подршка. Како да ви се дава подршка кога вие велите вие сте нелегитимни? Од една страна сите ги негирате, од друга страна сакате да ве почитуваат. Истата таа Катица Јанева има двоен аршин во нејзиното работење. И затоа да не бидам погрешно интерпретиран, овде да расчистиме дека истото се однесува од делот на извршната власт. Имаме дополнителни министри, никогаш не било тоа. Дополнителни заменици министри. Зошто? На кој начин? Значи, соберете сила, направете квалитетен кадар, не ги бркајте оние кои што ви кажале во очи дека не може така да функционирате, не може со криминал да раководите и така натаму. Значи, онаму СДСМ кај што имала власта, многу јасно се покажува и многу постапки и многу примери. И секогаш кога ќе се спротиставите на такво нешто, да видите како тие реагираат, како тие знаат да дискриминираат и така натаму. И сега на тој начин сакаме ние преку некои паралелни органи со поддршка на меѓународната заедница. И ние апсолутно неколку пати повикуваме дека реално треба да се преиспита до каде и колку им се дозволува на меѓународните представници во Република Македонија. Буквално дозволивме да ние го изгубиме својот интегритет. Сувереноста ја губиме на тој начин. Не може од наша влада да ни излезе амбасадор на одредена земја и да ни кажува дали изборите ќе се одржат или нема да се одржат. И тоа се дефекти на тој политички договор кој што го направи неколку поединци и сега сите ние треба да и даваме дополнително време. Значи се покажа дека ова има многу дефекти. Сето тоа е на брзина. Сето тоа не е резултат на волјата на граѓаните на Република Македонија, туку е пододреден меѓународен надворешен притисок и тоа треба отворено да го кажеме и тоа се знае дека е тоа така и сите го чувствуваме дека тој притисок, сите овие и Пржинскиот договор и ова специјално јавно обвинителство се направија под притисок со многу краток период, немаше ниту време сето тоа да се буквално да легне работата, да се разгледа од сите аспекти и доаѓаме во ситуација сега дополнително време. Значи, од истите тие кои што ги смета за нелегитимни. Овде би кажал само уште нешто. Значи, претходно кажав, 18 месеци, година дена има веќе помина, не се доволни да основната цел се оствари. Кој снимаше во Република Македонија? Како и на кој начин ние сите ние говорам граѓаните на Република Македонија, да веруваме дека дополнително време ќе даде можност. Тоа е една аномалија. А втората аномалија која лично сум ја почувствувал на своја кожа, зошто не предлага измени во својот закон, кај што ќе ја воспостави уставно загарантираната можност да имам право на жалба. На нејзините одлуки ја со устав имам право на жалба. А таа ми дава одговор дека нејзината автономна позиција апсолутно и дозволува да продолжи со постапката онака како што смета. Така се произнеси во делот на финансиските извештаи, дека нејзината автономија дозволува Не го давам рече финансиски. Тоа што е дадено да потроши се колку смета, но треба да знае како обвинител дека многу политичари, од министри, од премиери и во регионот и во Република Македонија паднале на финансиите. Значи, како што таа утврдува нечија одговорност, треба да знае дека и после неја некој може да ја утврди одговорност, дали тие 4 милиони евра се повеќе дури од 4 милиони евра, кои се дадени од страна на собранието преку буџетот, дали се трошени транспарентно? Се трошени транспарентно, дали се наменски трошени за она што се дадени и така натаму. И треба да знае дека и за тоа таа може да одговара, како што утврдува сега одговорноста нечија, значи може нејзината одговорност утре некој друг да е, затоа што знаеме дека над 5 години, до 3 години, до 10 години одредени дела не застаруваат и после неја некој тој ќе го преиспитува и треба да ни покаже со својот пример. Таа треба да покаже со својот пример дека е професионалец, дека е легалист, дека се држи до законот и дека ќе го спроведе законот. Таа вака не ни дава пример дека е лице и фигура која треба да добие мандат, дополнително време и дополнителни средства.
Грчева, Само да додадам за овие 18 месеци, да не останат гледачите неинформирани. Значи, не станува збор за продолжување на низиниот мандат. Станува збор за рокот максимален од 18 месеци, кога таа може да поднесе обвинение. За покренување обвинение. Инаку тој предмет се затвора. Значи, имаше уште кога го гласавме законот за специјално јавно обвинителство, експерти од нашиот правниот систем и поготово кривичари кои што рекоа 18 месеци е прекусо време за сериозни предмети од организиран криминал. Но сепак се изгласа на тој начин. Се изгласа на тој начин и јас сум изненадена зошто тогаш јавноста правна не реагираше погласно, конечно зошто и Катица тогаш не реагираше, да тој рок не го изгласаме така. Значи, јас се согласувам дека со некои предмети она нема да може да се справи во рокот тие 18 месеци. Имате, знаете, предмети кои што ја врзуваат и меѓународната сцена. Имате предмети кои што врзуваат неколку држави. Тоа не се наивни работи, ќе треба да се влезе во тие служби, во тие организации, да се поврзат работите, текот на парите и така натаму. Сето тоа бара време. Сето тоа бара време, да бидеме реални, значи за тие 18 месеци нема да може. Меѓутоа, она што јас очекував да расчисти, еве што кажа колегата, да се знае дефинитивно кој со каква цел прислушувал. Второ, ние чувме за затворање на фирми, на луѓе блиски, да речеме, до опозиција. Па зарем тоа беа тешки предмети кои што не можеа да се расчистат? Мислам, тоа се работи кои што многу бргу можат да бидат расчистени. Понатаму, по признание на Заев, да речеме, он призна дека голем број на бизнисмени се прислушкувани. Зошто не се процесуираат подитно тие предмети, бидејќи веќе слушаме дека одредени луѓе од бизнисот се рекетирани со такви снимки. И така натаму. Значи, не гледаме една приоритетна листа по која што би се одело, за да може да се некако види профилот, види начинот на работење, да се види конечно сврсисходноста на формирање на ова специјално јавно обвинителство. Значи, се уште мислам и верувам, и тоа го кажав единствена како аномалија за тој закон за специјално обвинителство, ја уште тогаш реков 18 месеци се многу кус рок за поведување на сериозни предмети, за процесирање на такви сериозни предмети. Треба ли лицата кои што се појавуваат како сведоци во СЈО да имаат дополнителна заштита? Оние измени исто така кои што ги бара Катица? Тие измени јас сум видела само една иницијатива. Што е стигната во собранието, не сум видела како таа го замислува, односно оној кој што ќе го пишува законот, тие дополнени измени. Автономно право да кажува кој човек ќе биде во програмата за заштитени сведоци. Во програмата за заштитени сведоци. Знаете, ако се договорат овие исти четворица актери, тоа ќе се помине ни собранието, да не се лажеме, се што дојде се помина. И затоа не признавам кога таа вели обструкции правеле меѓу другото собранието. Собранието е институција која што не направи ниту една обструкција на Катица Јанева. Значи, во моментот кога беа носени предлозите од Пржино, ние ги изгласувавме вклучително и овој буџет од околу 4 милиона евра, но за возврат не добиваме каде се потрошени парите. И не се ни потрошени. Тоа уште повеќе ме загрижува. Само 28% се потрошени. Каде таа има намера да ги потроши до крајот на годината, ние не знаеме. Тука се спомнуваат, не знам, маса на експерти, на луѓе кои што имаат советодавна улога и така натаму. Една голема автономија, широка, против која што немам против, меѓутоа отчетност пред собранието мора да има. И пред собранието, и пред Советот на обвинители, и пред да не и дадеме можност, не може таа неизина автономија да се става на ците, значи мора да постои ред. И тоа треба да го свати. Овде треба една работа во делот на Законот за заштита на сведоци, измената која предлагаат. Денеска еден абсурд приметија сите, во најголем дел, добар дел на медиуми, дека денеска буквално го открие идентитетот обвинителката која што го презентираше денеска случај. На лицето кое што е починато. На лицето кое што е... За Коста Крпеш дека бил
И и плюс лицето кое што треба да се яви како сведок, кажа каде работи, што работи, на која позиција бил и така натаму и се велат тој е сведок. Значи со тоа го откриваат идентитетот од една страна и треба малку повнимателно сето тоа да го работат. Значи јас како пример ќе го кажам тоа, значи ова е прв пат во правната пракса да имаме вакви обвинители, да секој истрага на конференција. Значи во Република Македонија сегашното државното обвинителство кој што си работи безпрекорно во добар дел на предмети кога говориме за кривична одговорност. Не одржува вакви пресконференции значи, за секоја за многу потешки дела, кај што имаме убиства, тројни, двојни и така натаму, кај што имаме ситуации многу пообемни, значи со многу повисоки казни и запретена доживотна казна затвор, ние доаѓаме во ситуација да се работи и буквално истрагата никогаш не се објавила на пресконференција. И овој театар кој што ние го гледаме треба подхитно специјално јавно обвинителство да го прекине. Зошто? На сите ни е јасно дека таму има 12 обвинители покрај Катица Јанева. Беа 14, двајца ги врати во обвинителството. Не беа 12, 10 остана. Да, ја мислам дека се 14, да се откажа од услугите на се двајца. откажа. И сега што се случува? Ние гледаме упорно тројца од обвинителите. Значи сум имал можност, апсолутно јавно се објавени, јавно ќе ги споменам, да работам со тројца од нив, Арта Најро, Лапе и Бурим Рустеми, кои што последните двајца работе во основно јавно обвинителство Куманово и апсолутно им ги знам капацитетите како добри, солидни, одлични обвинители. И доаѓам, еве ја лично се прашувам, која е поентата што секогаш еден од нив ги гледам на страна. Упорно гледам, презентираат двајца обвинители или две обвинителки, Катица Јанева со нив, другите обвинители ги нема никаде. Само една паралела да направиме. Во секое јавно обвинителство од поголемите во Република Македонија, Куманово, Скопје, Тетово, Битола, Штип и така натаму, Гостивар, ќе видите дека еден јавен обвинител има 4 до 5 предмети минимум, некаде и до 10 дневно успеваат да истуркаат. Значи работат стварно експресно со големо отоварување во тешки услови. Со мал број на персонален, просторни капацитети и така натаму. Но успеваат да работат 5 до 10 предмети дневно. Катица Јанева на тие 12 обвинители да поделеше по една истрага која ја објави, 6-та беше денеска објавена, по еден да работи, по двајца да работат, ќе работеа ефективно, ја верувам дека ќе имавме обвиненија. Ама ако имаат за цел зацртано да влезат со обвиненија. Затоа велам, премногу театар прават, значи и мене како нивен колега адвокат не може да ме убедат дека даваат максимално напори да од ова произлезе и се сложувам со претходната констатација дека сето ова некако поминува за да помине, а да нема крајни ефекти и обвиненија и разрешување на одредени предмети овде кои што беа засегнати од прислушкуваните разговори. Затоа велам дека многу повеќе, многу подиректно може да влезе и веќе има материјал за такво нешто и нека ни даде одговор основно, нека појача, нека засили таму со 2-3 обвинителя, нека засили дека во овој момент таа со 3, со 5 обвинители ќе ни даде одговор кој не снимаше и кој си земе за право и која му беше целта да не снима сите нас и кој знае што, колку луѓе сме биле снимани. Ја бев објавен еден од објавените, така да знам дека бев сниман, но во суштина тоа е целта што треба да одговорат подхитно. Не со вакви театри што ги прават, туку буквално да си влезат, да излезат, да извадат докази за тоа и да влезат во една судска постапка. Како и затоа сметам печатокот за оно што денеска беше објавено за случајот Трезор, обвинение за 4 лица од УБК и од МВР за нелегална набавка на опрема за УБК во Велика Британија преку фирмата Финзи, наводно на нелегален начин, наместо да се оди со директна набавка, се одело преку оваа компанија и се стекнале со противправна имотна корист од над 800.000 евра. Ја пак ќе кажам, сето тоа денеска беше повторно со еден театар пропратено, но ако има докази,
нека влезат што побрзо во судска постапка, судот нека цени дали има или нема. Тоа можеби вака кој ќе го слушаме, значи нема да не зачуди нешто тако. Значи јас знам случај на пресконференција во Куманово за градоначалникот на Куманово беше кажано дека транспортот го води фирма која што била претходна година формирана. И успеа транспортот на ученици да го реализира. Значи таква пракса има, но за такво нешто треба да има докази. И такви докази треба ова јавно обвинителство да достави, да отпочне постапка, да поднесе обвинение до кривичниот суд во Скопје единица и со тоа да видиме и да на крај дали ќе имаме пресуда за сето она што беше кажано. Значи јас сум бил дел од извршната власт во Република Македонија, апсолутно секојаш ние што велам сме на граница. Многу пати недореченостите на законите доведуваат во ситуација да буквално не знаете, некојаш има правни празнини и секојаш се соочувате со тоа дека можеби со одреден подпис влегувате во нешто кое што можеби не е регулирано. Сите ние кои што сме работеле, тоа сме го поминале, но апсолутно, значи, вина, умислата кога постои, таа се утврдува и може да се утврди, така да апсолутно, ако има докази, нека влезат што побрзо со обвинение во судската зграда и нека ни докажат на сите дека ова денеска што го објавија дека е направено од осомничените кои беа споменати. Грчево, има ли театар во сето ова, во настапот на СЈО и како гледате на денешната пресконференција на сите обвиненија кои што беа, на сите обвинувања кои што беа искажани за нелегална набавка на опрема? Па прво мислам дека и во предистражна и истражна постапка ретко кој ги објавува деталите. Тоа не би смело така да биде. Значи, постои еден сензационализам и тие постојано играат на тоа. Значи, истата поставка, истите три господи, при што Катица Јанева кажува една реченица, две, тие продолжуваат во настапот и немаат, ми се чини, намера да отстапат од тој начин на комуницирање со јавноста, мислејќи дека е тоа транспарентност. Тоа не е транспарентност, тоа е сцена. Значи, транспарентност е нешто сосема друго. Таква транспарентност ние не гледаме, па дури ни во собранието не гледаме транспарентност. Што се однесува до ова настапување, мислам дека без докази јавноста ќе се замори од вакви настапи. Ќе мора да се испорачаат цврсти докази. Нема тука, мислам, правото е многу немилосрдна работа. Или на крај ќе бидат сомневањата отфрлени и ова ќе остане само на ниво на шпекулации, значи индиции што и се, или пак ќе испорачате цврсти докази и некој ќе заврши во затвор. И би сакала да видам и да ги врати парите, не само да заврши во затвор. Значи, тука многу бргу ние ќе го видиме резултатот на работењето на ова јавно обвинителство. Ја би сакала да го видиме, како што сакав да го видам и работењето на нормалното наше државно јавно обвинителство. Мислам дека безпотребно се прават сценски настапи, енергијата треба да се насочи кон бркање докази, и што не е лесно. Пазете, ова се дела од 2008 до 2015 година. Вие ретроградно за некакви индиции треба да бркате луѓе кои што може би веќе и починале, ги нема, не се веќе актери на политичката сцена и така натаму и така натаму. Воопшто не е лесно да се изведат тие докази, јас тоа не се сомневам во тежината на таа работа и одговорноста, но мислам дека таму треба да се насочат, а не кон политиката. Ова е се насоченост кон политика. Тоа е оно што мене ми смета во цела оваа работа. Поготово не треба да се покажува пристрасност, бидејќи со тоа се наштетува на секоја страна за која што они така убаво се сврстуваат. Фактички таа страна губи. Би сакала да видам една ефикасна, една брза, една непристрасна работа од специјалното јавно обвинителство и се разбира Катица да го промени стилот на однесување, ако е возможно, знаете, некоја што е вградено во карактер, во знаење, во
неискуство и така натаму, за да може навистина сите граѓани да веруваат во она што им се пласира од тоа обвинителство. Цветковски спомена Грчева, политика го споменавме и вашиот случај. Ви беше објавен меѓу оние прислушувани разговори кои што ги објавуваше Заев на пресконференција еден ваш разговор, токму поради тоа ви имавте и поднесено кривична пријава и за невластено прислушување и емитување, објавување и против СДСМ и против Зоран Заев. За кој период се работи, за каков разговор се работи? Да споменам дека имате слични искуства со вашите сега веќе поранешни партии и вие како поранешен председател на Советот во општина Куманово, кој што потоа беше исклучен од СДСМ, кај господјата Грчева случајот беше поинаков со влегувањето во собранието наспроти одлуката на Заев да ги прогласи за нелегитимни и дека не треба да. На најдемократски. Може ли паралела измеѓу двата случаи? Ја не бев демократски исклучен, дури 2 пати бев исклучен, им барав одлука согласно статутот да ми достават, имав право до надзорен одбор и така натаму, ама веројатно знаејќи дека со правник имаат работа, не влегува во таква процедура. Па еднаш на 6 јули, втор пат на 15 декември заедно со Бучковски и Бузлевски ме исклучија 2012 година, тоа беше вториот пат. Со сосема друго образложение од првиот пат. И затоа многу пати го кажам, многу е лицемерно некогаш кога слушате како се залагаат, а во собствените редови сосема различно го покажуваат и во собствените позиции каде тие се на власт, вклучувајќи Струмица и Куманово. За Куманово можам, значи 2 емисии малку ќе се да говориме во присуство на градоначалникот Дамјановски. Значи, вашиот дел од разговорот беше токму во Куманово. Мој разговор беше објавен за период од 2013 година меѓу двата круга на локалните избори и беше објавен со тогаш координатор за изборна единица 2, господја сега поранешна министерка Јанкуловска. И таа беше од страна на ВМРО ДПМН задолжена да го раководи целиот тој процес изборен и така натаму во изборна единица 2. Дури во тие разговори јас се освои некаде 3015 гласа, 6% од гласовите, нешто повеќе, некај 7%, и дојдовме во позиција буквално кога испаѓате од првиот круг, не влегувате во вториот. Нормално ви беше понудено и од ВМРО ДПМН и од СДСМ разговори за можна соработка. И на тоа се гледа селективно. И кога мене селективното во тој дел, но кога беше објавен разговорот, прво што направив го повикав раководството на СДСМ да ги објават и разговорите мои обавени со сите тогаш актери од СДСМ кои разговараа со мене. Побарав да ги објават и тие разговори, пошто очигледно имаа разговори, што не беше сторено. Тогаш истото им го кажав дека да, точно тие средби се направени и кога одев на средбите, затоа им кажав, министер за внатрешни луѓе, вие сакате да разговарам со тебе, Дамјановски, ова треба да го дигнеме ниво. Така отидов и на Бихаќка со Црвенковски, Андреј Петров, Игор Ивановски, Зоран Дамјановски разговаравме. Им уште им кажав, 10 часот е, до 11 сум со вас, во 11 часот ме чекаат представниците на ВМРО ДПМН, разговараме и со нив, да знаете отворено, разговараме. И тоа е проблемот, и тука е тој двоен аршин, тоа лицемерие, значи таа селективност, значи таа дискриминација која применуваат и доаѓаат во ситуација да истите тие луѓе во една ситуација глумат демократи, не знам, се борат за човекови права, само се борат за нивни фотели и буквално за личен ангажман. Ниту еден од нив, раководството на СДСМ, освен 2-3 што ги знам лично, работат приватно, сето друго само гледаат на јавни функции да се позиционираат, нека излезат, приватно нека работат. После локалните избори излегов адвокат. Без проблем функционирам и многу подобро функционирам. Кога ќе дојде некој од нив да функционира така, тогаш ќе говориме за личниот кредибилитет и искреноста со која настапуваат. И тоа е разликата. И го објавија тој разговор на 2 април во Куманово, веднаш им поднесов кривична пријава. Значи, веќе кажав, до јавно обвинителство за правно лице, значи подстав 1, 2 и 3, 151 член, значи неовластено снимање и објавување. Под 1, 2 и 3, под 1 е снимањето, неовластено. Под 2 е објавувањето, значи и под 3
тие 3 става одат по приватна тужба. 4, 5, 6, 7, 6 се правно лице, одговорност на правното лице. Поднесовме кривична пријава против правно лице, за да јавното обвинителство по службена должност гони. Сите знаеме дека вистината за Македонија беше проект на СДСМ, тоа е правен субјект, без разлика што е политички субјект. И тие си земаа за право и одговорност да објавуваат разговори. И тогаш кажав, ако има К од криминал, сите снимки да ги доставите до јавното обвинителство и јас сум подготвен да одговарам за се. Ја на тој разговор разговарам за можна соработка, како би било да дадеме подршка, која е проекцијата што би можеле во гласови да ја очекуваат, што е многу легитимно. Од друга страна, тоа со устав, моето право е загарантирано со устав. Правото на глас е тајно, загарантирано. Тајноста е загарантирана. И сега тие си взимаат за право да ја објават. Во ред, решиле, нека ги објават и со нив што разговарав. Не ги објавија. И тогаш апсолутно нема криминал во моите разговори, буквално беше само обид да се дискредитира Виктор Цетковски. Нема никаков јавен интерес во тоа. Нема јавен интерес воопшто, беше обид да се дискредитира затоа што и ден денеска од кого најмногу се плашат во Куманово, пошто им ги знам сите лоши работи што ги правиле, затоа што сум се спротиставувал на нив. Ја бев исклучен на 5 јули затоа што на 6 јули затоа што не им гласав извештај на јавно предпријатие. Тоа беше пред 3 години, во меѓувреме тој директор 6 месеци лежеше затвор. Значи, зборам најодговорно пред македонската јавност. Ја тврдев дека господинот Дамјановски е човекот кој што не ја заслужува поддршката. Тој цело време, гледаме што му се случи пред 2 дена, значи, цело време е на работна, ова одговорно го тврдам, знае и тој. За се имам документи, не говорам ништо на памет. Значи, низ докази, не случајно доби кривични пријави, и ќе доби уште. Не случајно, и се не му чинело државното обвинителство. Затоа што дава дозволи за градби и така натаму. И сега доаѓате во ситуација, таквите луѓе ве убедуваат дека се избор во Република Македонија. Не се избор во Република Македонија. И се лицемерни пред граѓаните. И затоа кога гледам како ја напаѓаат господја Грча, пошто ја не сум интересен сега за нив, не сум кандидат, не сум собрание. Затоа што исто им каже дека одредени работи не им се во ред, не се добри, не може така да се борат против одредена власт ако сметаме дека не е добра, и сега таквите ги елиминираат. И докај ќе одат? Затоа немаат кадар со кој може да се спротистават. Ја сватиле многу одамна, ама затоа бегаат од избори. Рециклираат популизам, треба да рециклираат политики, за жал, со тоа се скина и надежта кај луѓето за промени. Ако некој гледаше во нив некакви промени кои што ќе настапат, сега ја не знам кој ги гледа, бидејќи јас во една прилика на сите 4 партии во парламентот, а сите имаат Д кај себе или во наставки, во додавки, им реков да си ги промените во диктаторски. Ја не гледам веќе никаква разлика. Ова Д убаво сте си го ставиле од демократски во диктаторски. Јас не гледам апсолутно желба да се биде различен, да се биде демократ во вистинска смисла на зборот. Конечно, моето исклучување, не се лутам за тоа исклучување, јас го направив тоа своеволно, влегов во парламент, меѓутоа тоа кажува многу. Тоа кажува дека само послушници можат да вираат во оваа земја. Говори ли тоа за демократскиот капацитет на партијата? Говори, апсолутно говори. Знаете, и не само на партијата, целото милје, целата држава почива на послушници на секое ниво. Никаде, речиси, дури во ниво многу други професии веќе не се потребни луѓе што знаат. Не се потребни луѓе што штрчат, не се потребни, тие треба да се елиминираат. Тие се им пречат на луѓето. Така да срозана е културата, срозани се референтниот систем е уништен. Каде ние треба да се наоѓаме и каде би требало да се видиме за некое време. Не гледам дека некој може да биде носител на тие вистински промени во Македонија. Цветковски, сега во Гром, вас лично ве прашувам, пошто сте независен пратеник. Имате амбиција повторно да се кандидирате за пратеник? Знаете, ако е прашањето за 11 декември, дали ќе има избори, отприлike и мојот одговор ќе биде толку сигурен како тоа. Би сакала да останам во политиката, но не по секоја цена. Знаете, би сакала да на некој начин си се држам до своите принципи, до своите ставови.
тоа е во суштина, ако земете една многу тешка улога, независен пратеник во една Македонија која што во суштина не е демократска, но од друга страна и многу привилегиран. Затоа што јас го кажувам она што веројатно другите не смеат да го кажат, врзани со на инфузија со своите партии. Така да воколку успеам на некој начин, барем голем дел од таа своја слобода да затршам, може би останала, но секако не по секоја цена. Благодарам, одиме со вториот блок реклами и се враќаме со завршните поенти на Цветковски и на Грчева. Останете со нас. Почитувани гледачи, со завршните поенти за дебатата за специјалното јавно обвинителство со гостите Грчева и Цветковски, би ве замолили двајцата за завршни заклучоци, односно прогнози за тоа како и ќе се движи работата на СЈО и Македонија како држава, дали предвидувате политички земјотреси во иднина, како ќе се наближуваат изборите, и сакам малку да ги фатиме во овие завршни поенти оние нови разговори кои што се појавуваат на интернет, кај што доминираат разговори на челници од ДУИ, барем така се тврди на оние фејсбук страници. Дали некој сака да му се додвори на Ахмети, да го уцени Ахмети, дали е тоа власт или опозиција? Дали очекувате нови турбуленции или пак смирување на ситуацијата? Кој прв? Ајде, Грчев. Па прво, ја не мислам, ја не сум од оние кои што повторуваат цело време една плоча ја вртат дека изборите ќе бидат крај на политичката криза. Значи, воопшто не мислам. Според тоа што ни се нуди на политичката сцена, ја не гледам дека ќе дојде до некакви драматични промени кои што на вистина ќе значат некаков исчекор. И не ги сметам, изборите ги гледам само како огромни потрошени пари, знаејќи дека за 3 месеци потоа следуваат и локалните избори, и мислам дека овој народ е веќе исцеден. И неверојатно како една земја може сама да се уништува со секоја година изведување, малтene секоја година ние имаме избори. Поготово избори кои што не гледам дека ќе донесат некаков драматичен пресврт. Дека ќе има обид за драматичен пресврт, не се сомневам ни во тоа. Но дали ќе биде успешен, не мислам дека ќе биде успешен. Во тој контекст можеме да ги видиме и овие разговори кои што се објавуваат сега? Да, апсолутно. Додворување или уцена на Ахмет? Додворување. Пред се мислам и додворување до Ахмет, и тоа е една обсесивна врска со ДУИ, која што ја гледаме, една врска на, да кажам, малку по-слободно, на љубов и омраза. ДУИ очигледно им е потребен и на едните и на другите, а ДУИ успешно кокетира помеѓу двата табора, така да мислам дека секој сака ДУИ да го прилече на своја страна, и верувам дека меѓународната заедница ќе одигра на картата на ДУИ, бидејќи видовме и во мината година, ДУИ правеше онака како што ќе речеше, прво дава некакви изјави категорични дека ќе одат на избори, потоа за 24 сата ги менуваат ставовите. Значи, ќе има некакви обиди за пресврти, но јас не верувам дека тие ќе бидат успешни и не мислам дека овие избори ќе донесат нешто драматично различно во Македонија, ако ги има на 11 декември. Остава малку подотворена врата дека може би нема да ги има. Што по мене и логично, бидејќи локалните избори тропаат на врата, знаете, 8 милиона евра сега, 8 милиона евра во март, навистина не е фер кон граѓаните, поготоа што не очекувам некакви промени. Што се однесува до овие ленти, овие разговори, тие треба што побрзо јавното обвинителство да ги симне, како од Facebook, така и од YouTube, оние кои што одат, бидејќи не можеме да бидеме нација која што ќе се занимава со туѓа приватност. Ве молам, она што е јавен интерес, еве имаме специјално јавно обвинителство. Апсолутно. Значи, зато имаме специјално јавно обвинителство, ако до тогаш имаше некаков јавен интерес за прикажување на одредени индици или сомнежи за криминал, сега веќе апсолутно нема никакво оправдување да било што видиме настрана од тоа обвинителство. Но загрижува и фактот што ние не знаеме што е предадено во тоа обвинителство и каде се завршени фактички материјалите. Да не заборавиме, кога се зборува за обструкциите, сосема на кусо.
Јанева зборуваше и има напишано во извештајот за обструкциите. Една од нив е аболицијата која што дојде од Иванов. Па една од обструкциите беше што 2 месеци заедно и ги предаваше прислушуваните разговори, а таа е обвинителство само за прислушувани разговори. Содржината и потеклото на тие, значи, затоа велам и останувам на тоа, дека ова обвинителство балансира политички. И не верувам дека е формирано со една искрена цел да се правдата истера на видење. Значи, изборите уште повеќе ми се чини ќе ја заматнат целата сцена и никако нема да бидат политичка разрешница. Може би формално, да, но очекувањата на луѓето кои што автентично очекуваа некаков демократски ишчекор нема да бидат исполнени. Ќе се обидам многу кратко. Да. Значи, Граѓанската опција за Македонија, ГРОМ, е првата и единствена партија која предупреди дека ваквите снимки ќе бидат злоупотребувани, ќе бидат користени за уцени, закани и така натаму, и тоа го гледаме. И тоа ќе продолжи, и нашите очекувања се дека такво нешто ќе се случува и понатаму. Сега, не знам, преку медиуми во Косово, потоа преку медиуми во Србија и така натаму, Бугарија, преку домашни криминалци кои што ги и ќе бидат дел можеби за некого профит и така натаму. Предупредивме на тоа, сметаме дека во овој момент политичката криза се повеќе се продлабочува. Реално, многу пати го споменуваме тоа, не значи дека изборниот законник и реформите во изборното законодавство се завршуваат со тоа во делот на избирачкиот список. Значи, праксата покажува дека треба сериозно да размислиме дали ќе влеземе повторно кон мнозинскиот систем, затоа што многу понепосредна власт е многу подемократска власт. И една изборна единица. Или преку една изборна единица, тоа се двата начина кај што непосредно граѓаните гласаат и ќе добијат своји представници. Вака гласаме за лидери, гласаме за политички представници кои буквално контролираат се, а Република Македонија е добра плодна почва за такво нешто, да за ефтини пари добивате власт. Реално е тоа и тоа треба да се соочиме со тоа. И од тие причини сметаме дека во овој момент далеку сме од решавање на политичката криза и сето ова, значи, веројатно оди зад кулиса, многу поголеми, многу покрупни работи се случуваат, а сето ова е нешто со што се занимаваат политичките партии, граѓаните и така натаму. Во позадина нешто покрупно се случува и тоа предупредуваме цело време, што ќе оди на штета на долгорочен план на Република Македонија и тоа не смееме да го дозволиме, не смееме да пропаднеме во дупката, потоа тешко ќе излеземе од неа. Благодарам. Благодарам и на двајцата што одвоивте време вечерва да бидете дел од дебатата на телевизија Нова. Се надевам дека чепнавме и отворивме повеќе прашања кои што ги засегаат и поширок дел на граѓаните, оние кои што се од исклучителна важност за демократскиот развој на Република Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Во продолжение следуваат најновите информации со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.